Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Влада во која Оливер Спасовски е министер за внатрешни работи може да ни гарантира нови скандали и владење на криминалот во Република Македонија. Оливер Спасовски, почитувани, ќе остане запомнет како министер кој наместо да се бори за целиот свој мандат го штитеше криминалот во нашата земја. Нерасчистени убиства, мафијашки пресметки по улиците, секојдневни грабежи и пораст на криминалот како и несигурност кај нашите сограѓани. Токму Спасовски дозволи Македонија да стане земја во која цвета организираниот криминал и корупцијата. Македонија стана најкорумпирана држава во која градоначалници од власта се претворија во локални шерифи кои под закрила на институциите шверцуваат цигари или пак тепаа граѓани во своите кабинети. Дополнително, Спасовски беше закрилник на лица кои рекетираа и ги носеа фамозните милиони евра во Луи Витон куфери кои никој не откри каде официјално завршија. Со овој личен пример покажа како се злоупотребува функцијата министер за внатрешни работи. Го именува собствениот братучет за началник на граничната полиција, а исто така во случајот со набавка на автомобили без тендер од кумановската фирма донатор на Социјалдемократскиот сојуз со пари од чешка донација. Тука исто така беше проследена и скандалозната набавка на пасоши вредна 20 милиони евра, како и скандалот со прислушкувањето во јавното обвинителство кое што никогаш не беше расчистен. Спасовски беше почитувани и е срам за македонската полиција, затоа што дозволи да се забошоти случајот кога полицајката наводно се самоповреди од пајак, со што директно застана во одбрана на лицата кои ги омаловажуваат и напаѓаат службените лица и за истото тоа остануваат неказнети. Наместо професионализација на полицијата, тој воведе принцип на целосна партизација, деградирајќи долгогодишни службеници и на нивно место поставувајќи своји послушници, кои наместо борба со криминалот си тераа приватни бизниси. Ете, почитувани, каков кадар Заев и нуди на Македонија за да ја води полицијата и во идниот период. Очигледно на Заев му треба докажан помошник кој ќе забошотува криминали, а ќе гони политички неистомисленици. И на тој начин ќе продолжи да ги заплашува нашите сограѓани. Со истрошен и транзицијски кадар како Оливер Спасовски нема да има борба со организираниот криминал во нашата земја. Владата која ја крои Заев треба да биде продолжеток на времето кога полицијата ќе остане само нем посматрач на прекршувањето на законите кои ќе продолжат да го прават под земјето во коалиција со моќници од власта. Македонија со Заев и Спасовски ќе биде повторно фавела во која ќе владее криминалот и безредието. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Се појави иницијативен одбор за свикување на вонреден конгрес на партијата. Велат дека председателот на партијата треба да се поднесе оставка според стандардите на европските демократи, затоа што ги изгубил изборите и не успел да состави влада. Посочува дека имаат голема поддршка од структурите на партијата, од членството, од делегатите, од централен, од извршен комитет. Како вие ги коментирате овие случаи? Видете, ние сме сериозна политичка партија и во нашата политичка партија има сериозни тела и органи кои што одлучуваат по сите овие прашања кои што вие ги споменавте сега. Ние не исполнуваме нечии желби и не сме тука за да задоволуваме нечии детски сништа и апетити кои што не им биле задоволени во изминатиот период. Ќе повторам и ќе потенцирам, во нашата партија има партиски органи кои што одлучуваат за секакви процеси во иднина. До нас како политичка партија нема стигнато никакво барање од тој така наречен, само наречен иницијативен одбор или како и да е. Доколку пристигне некаков тип на барање до нас, истото ќе биде разгледано нормално во рамките на партијата, партиските
органи и така натаму. И така натаму подоцна ќе се одлучи по основ на тоа барање и ќе им биде одговорено на истите. Нас многу поголем приоритет во наредниот период, но и изминатиот период ни беше борбата против криминалниот октопод во Република Македонија на чело со Зоран Заев и така ќе остане и во иднина. Во Македонија имаме бројни илјадници скандали. Не само во периодот предизборието, туку и во самиот изборен процес кога се случуваше во Република Македонија. Гледаме и дека една низа на скандали продолжуваат и сега откако нели завршија изборите. Евростандард банка е последниот пример, каде што јасно се гледа дека има и вмешаност на поединци од власта, од тој криминален октопод, на чело, ќе повторам, со Зоран Заев, така да нас приоритетот ќе ни остане заштита на нашиот народ, заштита на интересите на македонскиот народ и понатаму, како што ни беше во минатото, и сериозна борба против организираниот криминал, корупцијата, односно борба против Зоран Заев. Ви благодарам.